За Евиза, Мартаноиден, Жмицко, ВМРО-идно, Северџански, Вазали, Пиони, казиномани и редица други зборови одекнуваа во предизборието од партиските мегафони, со цел што повеќе да се навреди политичкиот противник, овие и други неологизми брзо се прифаќа од партиското членство кое ги ширеше на социјалните мрежи и некритички беа пренесувани од медиуми, со што се нормализираа во јавниот дискурс. 9-месечното истражување на Институтот за комуникацијски студии, мерење на политички штетни наративи штетна, покажа дека политичарите се тие кои најмногу користат токсичен наратив. Најбројна е риториката со која ја поткопуваат довербата во институциите, пристрасното селектирање податоци и нападите на лична основа или демонизирањето противници. Медиумите пак, кои исто така беа под лупа на Институтот, ги пренесувале отровните наративи без никаква интервенција и еднострано. Највисоки амплитуди на штетна реторика има во периодите на интензивни политички случувања. Во декември 2023 пред формирањето на техничката влада и во април 2024 кога почна кампањата за претседателските и парламентарните избори. Буквално беа прекршени сите стандарди и начела. И начелото на транспарентност, и начелото на професионалност и непристрасност во комуникацијата, и начелото на комуникација базирана на докази, со тоа селективно пренесување на доказите, начело на неширење на говор, начелото на етичка комуникација која толку многу имаше напади на личност. Ваквата реторика на поделеност, поттикнување на скептицизам, јакнење на популизам и етноцентризам, според Џанида Трајковска, директорка на ИКС, има сериозни последици за демократијата и одлуките на граѓаните. Отровните конструкти во наративите од јавните личности, пренесени преку медиумите и социјалните мрежи, не само што придонесуваат за загаденост на овие платформи, туку сериозно го намалуваат просторот за отворени и конструктивни дебати, за професионална јавна комуникација на политичарите, на државните и на јавните институции. Медиумите пак, брзајќи да ја објават секоја нова информација, забораваат да се прашаат дали токму таа информација е навистина вест што е вредна за објавување и на тој начин свесно или несвесно придонесуваат за зголемување на токсичноста во медиумскиот простор и во нивните новинарски содржини. Сите здружено создаваме отровен општествен конструкт во кој живееме. И од европска перспектива се потврдува парадоксот дека токму политичарите, кои имаат обврска да креираат средина на слободни медиуми, први ја загадуваат информацијската сфера и ја ограничуваат работата на новинарите. This paradox where top politicians who have positive obligations, according also to the standards of Council of Europe, for example, to which Macedonia is a member state, they have positive obligations to provide an enabling environment for freedom of expression and media freedom, and they have a duty to defend democracy by leading with their own example, and very often they are the first ones who pollute the information sphere and undermine freedom of media and journalism. Organized lying is in the DNA of public relations and political communication. Misinformation, disinformation, and broken promises are sometimes expected from politicians. We don't expect anything else. We have the ascending culture of raw, evidence-free assertions that have no interest in dialogue with the opposite side. In fact, we label our opponents as enemies that we're going to crush, and we don't care about what they say. In countries with an advanced illiberal public sphere, such as Hungary or Serbia, we observe the rise of asymmetrical polarization. So that means that the illiberal part of the media ecosystem is considerably bigger, considerably more influential than the liberal one. So these sides are not even, not equal. And that makes it consequently easier for mainstreaming and normalization of illiberal attitudes. Едно од решенијата што се нуди е така нареченото конструктивно новинарство, кое нуди диалог и можни солуции наместо вербални судири и насилство. That is one of the most important tasks these days for media and for journalists. That is to stick to the facts and to insist on facts. Insist that we have to have facts in order to have a decent public conversation. If we don't, we will amplify the polarization in Scandinavia, Denmark, Norway, and Sweden, and also in Germany. There are media trying to change the gear, trying to change the journalism. It's not being done from one day to another. It's not being done from 1 month to the next. It's a process taking years. It's like a
supertanker changing the course, but something is going on. На стартот од мандатот различни се перцепциите за отвореност и транспарентност на владата од новинарите и владините службеници. Премиерот уверува дека владата ќе работи транспарентно и оценува дека веќе понудила нов начин на функционирање во овој сегмент. Нема прашање на кое не сум одговорил и нема тема на која не сум отворен да разговарам. Наша тенденција е да создадеме услови за независно новинарство и соработка. Транспарентноста не е еднонасочен процес. Ние како влада сме подготвени да работиме отворено и одговорно, но и сите вие сте клучниот дел од оваа приказна. Повикувам да бидете активни, поставувајте прашања, барајте одговори и давајте препораки. Ваша е имотта. Искуството на делот новинарите не е целосно позитивно. Новинарката Фросина Димевска од Призма вели дека новата влада прекинала одредени добри пракси на транспарентно работење, објавување на дневен ред и на стенограми по завршување на владини седници, понекогаш се доцни со одговорите или наместо одговори се нудат образложенија зошто е одбиено некое барање испратено по слободен пристап на информации. Портпаролката на владата Митева вели дека работите не може да се променат преку ноќ, но најавува нов стил на работење, вклучен на граѓаните во носењето на одлуки и финансиска отвореност. Медиумите имаат алатки и начини како да потикнат таа одговорност, следејќи ги, откривајќи ги аномалиите, случаите на непотизам, случаите на корупција, на какви било недоследности, но исто така нивната успешност зависи од тоа колкав простор им даваат институциите за истражување и дали ги стеснуваат и ги намалуваат тие алатки и канали на транспарентност или ги зголемуваат. Даниел Фишер, вршител на должност во британската амбасада во Скопје, потенцира важноста од отворен политички диалог меѓу владата, медиумите, граѓанското општество и јавноста. When issues of public interest are debated based on evidence, when media provides accurate coverage, and when political leaders are open to criticism and dialogue, it's a sign of a healthy democracy. Конференцијата одговорни институции преку зголемена транспарентност и политичка комуникација ИК се организира трета година поред, со цел да се потикне дебата за важноста на институционалната транспарентност, како дел од проектот Користи факти, поддржан од британската амбасада во Скопје.